Историјата на Фаберже започнува со идејата на рускиот цар Александар III на својата сопруга Марија Фјодоровна да ја подари скапоцено јајце за Великден. На негово барање во 1885 година Петар Карл Фаберже го изработил првиот ваков производ. Со тоа започнала традицијата на царското семејство за големиот христијански празник да си подаруваат скапоцени јајца. Секој од нив е уникатно, покриено со дијаманти и со други драгоцени камења. По периодот од 1885 година до 1970 година се изработени вкупно 68 производи во форма на великденски јајца, наменети за руските цареви и за приватните колекционери. 54 од нив завршиле во рацете на Александар III и на неговиот син Николај II. Секој јајце отсликувало некој настан од руската историја. 50 кралски Фаберже јајца ја раскажуваат приказната за животот и љубовта на руското кралско семејство Романов. Транссибирското јајце, подарено во 1900-та, има неверојатна изработка. Во внатрешноста има модел на воз во чест на отворањето на Транссибирската железница. Возот може да се свитка и да се спакува во јајцето, и тој и денес функционира безпрекорно и се активира со навивање со клуч. На овој начин Петар Карл Фаберже ги одбележувал случајната во Русија во тој период. Најскапото јајце Фаберже е така нареченото зимско јајце, изработено во 1913 година како подарок за царицата Марија. Тоа е високо 10,2 см. Направено е од прозирен кристален камен покриен со дијаманти, брилијанти и лунарни камења по должината на резбите. Во внатрешноста се наоѓа минијатурна корпа со цвеќе, изработена од платина, злато, бел кварц, жад и од демантоид. Со падот на царското семејство за време на Руската револуција во 1970 година, производството на јајцата Фаберже влегува во криза. Карл Фаберже бил принуден да ја напушти земјата пошто неговата компанија била национализирана, а царската палата ограбена. По грабежот болшевиците ги распродале уникатните јајца на приватни колекционери. Многу од нив биле изгубени. Денес дел од зачуваните оригинали може да се видат во музеите, а дел кај приватните колекционери. Овие скапоцени производи и ден денес се произведуваат од страна на правниот наследник на Фаберже, истоимената њујоршка компанија, чиј главен мајстор е Виктор Мајер.